Недоволен број на противпожарни апарати и нефункционална хидрантска мрежа се дел од пропустите кои ги утврдиле инспекциите на Дирекцијата за заштита и спасување кај угостителските објекти ширум земјава. По трагедијата со пожарот во Кочанската дискотека Пулс се актуализираше прашањето за безбедноста, но и спремноста за интервенција во случај на пожар. Зголемен е бројот на вонредни инспекциски контроли, велат од ДЗС, а најчесто се проверува дали има сериозни прекршувања на Законот за заштита и спасување и Законот за пожарникарство. После немилиот настан во дискотеката Пулс во Кочани, дефинитивно се зголеми бројот на извршени вонредни контроли, особено во угостителските објекти. Од март месец до крајот на декември извршени се негде околу 1300 инспекцијски надзори, од кои 800 се вонредни. При вршењето на тие инспекцијски надзори изречени се повеќе од 80 глоби и издадени се повеќе од 35 решенија за забрана за работа. Без инспектор на ДЗС, Кочани е од 2012-та. Информацијата за ваквата состојба беше споделена на последните судски рочишта за пожарот. Вчера инспектор на ДЗС сведочеше дека во Пулс утврдиле запечатена врата без квака, празен хидрант без црево и недоволен број на ПП апарати. Од ДЗС вела дека работат со ограничени ресурси, а голем дел од територијата на земјава не е покриен со инспектори. Моментално располагаме со 13 инспектори, кои што се распоредени во 14 од вкупно 35 подрачни одделенија на Дирекцијата за заштита и спасување, со што морам да кажам голем дел од територијата останува непокриена за жал со инспектори кои би вршеле инспекцијски надзор. Инаку судењето за случајот со пожарот во дискотеката Пулс продолжува на 17 март. Во меѓувреме почна и судската постапка за тројца обвинети полициски службеници. За следниот месец пак се закажани рочиштата и за двата предмети со кои се опфатени 22 полициски службеници и инспектори.